Почитувани, македонската економија пропаѓа, потврла планираното полнење на буџетот со даноци. За 5 месеци годинава недостасуваат, односно има буџетска дупка од 3 милиарди денари. Тоа значи нема да има пари за пензии, за администрација, за услуги кон граѓаните, за болници, за училишта, а власта не се откажува од луксузот и од лошите економски политики. Почитувани, УЈП при собирање на данокот има 3 милиарди денари дупка, 3 милиарди денари помалку пари во буџетот за граѓаните, 3 милиарди евра помалку од планираното на економскиот тим, на економското цунами Заев, Андјушев, Тевдовски. УЈП и владата немаат одговор на што се должи толкаво потфрлање, дупка во полнењето на буџетот на име на собрани даноци во висина од 50 милиони евра, што пак е вовед во нов економски иден шок, наскоро нови потреси во државата, нови отежнувања на животот на граѓаните кои што тонат во сиромаштија. Почитувани, потфрлањето на владата и на УЈП 50 милиони евра разлика од планираното и реализираното даночење е показател дека спротивно налагите на Заев, на Тевдовски и на Андјушев, економијата не цвета, а Македонија не блеска, дека платите реално не растат, економската активност е намалена и дека нема нови вистински инвестиции. Почитувани, лагите на Заев, на Андјушев и на Тевдовски дека Македонија блеска не го полнат буџетот. Повисокиот данок, лошата економска политика, акцизите, вештачкото зголемување на платите и политичките лаги на Заев не го подобрија животот, не ја подобрија услугата на државата кон граѓаните, напротив, ги бркаат компаниите и домашните, и странските, граѓаните живеат полошо, а квалификуваната работна сила од работници до IT инженери ја напуштаат државата секојдневно. Уште сега, ВМРО ДПМН ветува дека кога ќе се врати на власт, ќе го врати рамниот данок и веднаш ќе се намали акцизата на горивата како приоритетни економски зафати за стабилизирање на македонската економија. Ви благодарам. Имате ли прашања? Повелете. Во врска со пописот, Заводот за статистика тврди дека се е во согласност со препораките на Евростат и Обединетите нации. Ќе се попишуваат населението според матични броеви, но оние што се иселени над една година нема да се бројат во вкупниот број на населението. Што е за вас спорно? Видете вака, прво, Заводот за статистика и преку неговиот директор кој што дава политички изјави и има политички ставови во своите настапи наместо статистички и реални, државни, нели? Посочуваше и на други работи во однос на пописот дека нема да има графа за етнички, за религиски изјаснување, а потоа според политички договор на партнерите во власта, на Заев и на Али Ахмети, се доведе до поинакви прашања. Понатаму можам да кажам дека исто така Државниот завод за статистика соопшти дека во однос на тоа кои прашања ќе се содржат и на каков начин ќе биде спроведен пописот зависи од собранието, од политичката волја на власта. Во однос на пописот можам да кажам дека да повторам она што и досега го кажувавме, дека ВМРО ДПМН се спротивставува на ваков начин на спроведување на попис, на ваков начин на носење на закон за попис кој што не е според стандардите на Евростат, не е според меѓународните документи и препораки како треба да изгледа едно пописно ливче, како треба да се спроведе попис. Не може да се направи попис кој што е резултат на политички пазар, не може да се направи попис на кој што граѓанин ќе каже матичен број и оној што ги знае матичните броеви на дел од неговото семејство или пошироко семејство да кажува и на тој начин да биде спроведен попис. Пописот, оваа власт мора да разбере дека попис не може да биде резултат на политички договор, на пазар помеѓу партнерите во власта. Попис е статистичка операција која што треба да служи за реално планирање на политиките во државата. Законот за попис, како и пробниот попис кој што во моментов се спроведува согласно она што е ставено во тој предлог законски текст за пописот, всушност значи исплаќање, пробен попис за исплаќање на
концесиите кон доверителите од страна на Зоран Заев. Во оваа насока можам само да кажам дека ваков попис, кој што ќе биде спроведен спротивно на препораките на Евростат, нема да ја прикаже реалната бројка на населението кој што живее во Република Македонија. Доколку се истурка ваков попис, ваков предлог текст, без да се земат предвид барањата за средба, барањата за заедничко креирање на закон за попис, согласно меѓународните стандарди, таквиот попис може да ја доживее судбината на референдумското изјаснување во однос на промената на името. Имате други прашања? Меѓу Заев и Ахмети, која што неколку дена збореше вашиот лидер на партија. За политичкиот пазар. Од власта никој сега не демантираше, немаше информација дали имало таква средба. Дали до вас како партија може да преценува некоја информација, може би демант? Нема ниту демант, нема никакви информации. Цела недела Зоран Заев не одговара, нема одговор од власта за тоа дали постои политички пазар, она прашање кој што го отвори председателот Христијан Мицкоски, направен на средба, пазар направен на средба во Тетово, каде што било договорено политичко редефинирање на државата и исцртување на нови граници. Тоа било направено во време помеѓу таа средба, тој политички пазар е направен во време помеѓу двата изборни круга за председателските избори, како што реков, во Тетово, и е договарено политичко редефинирање во земјата на сметка на политичка изборна поддршка. Одговор на ова прашање е и текако потребен. Одговор е потребен и заради туркањето на пописот вон сите стандарди, како што сега реков, за попишување резултат на политички пазар, оној пазар што го донесе Зоран Заев и што го одржува на власт, попис по матични броеви, од некој што ги знае матичните броеви. Одговор е потребен и заради предлозите за нови изборни модели кои што се наметнува во јавноста, наметнато од, како што знаете, второто лице на Зоран Заев. Уште повеќе одговор е потребен бидејќи Република Македонија повторно остана без датум за преговори, без европски интеграции, без членство во Европската унија, а вице-премиер, заменик на Зоран Заев, се закануваше дека во таков случај државата би се распаднала. И наместо да даде суштински одговор, наместо да се изјасни по однос на таа средба во Тетово, каде што е договарано редефинирање на државата, наместо суштински реформи и одговорност, Зоран Заев си турка партиски агенди, за што поголемо деспотство во СДСМ, а Зоран Заев знае дека каков и да има изборен модел, ќе ги загуби овие избори. Народот жестоко ќе одговори на сите негови девастации на државата, политички трговии со државните и националните интереси. Имате друго прашање? Вашиот председател на емисија на телевизија кажа дека е подготвен да седи со власта за да разговара или да го помогне процесот на интеграција. Дали досега има некоја конкретна иницијатива од власта да ви повикат на ова и дали мислите дека воопшто ќе се случи? Видете, ВМРО ДПМН е државотворна партија. ВМРО ДПМН е партија која што постојано работи за добробит и за интересите на граѓаните на Република Македонија, работи за напредок на Република Македонија, кога станува збор за националните интереси, за државните интереси, за евроинтеграциите, апсолутно секогаш сме го давале својот максимум и сме ја пружиле нашата рака за да се добие што побрза интеграција и што подобар живот на граѓаните на Република Македонија. Тоа било докажано неколку пати досега, тоа било докажано и при минатата како опозиција, и минатата година кога се изготвуваше на извештај на Европската комисија, учествувавме во сите закони кои што беа потребни да се донесат минатата година, но учествуваме и предлагаме и сега да ги вложиме, ги даваме, ги вложуваме сите наши капацитети за да се подобрат оние стандарди што би значеле побрз влез на Република Македонија во Европската унија, побрзо добивање датум, подобри реформи, бидејќи реформите изостануваат и токму затоа нема датум за отпочнување на преговорите. Од другата страна,
се уште нема никаков одговор. Зоран Заев, како што реков, се занимава со партиски работи, со своето деспотство, без никаков конкурс да ги смени своите општински органи, своите партиски органи. Во меѓувреме турка агенда за политичка трговија со една статистичка операција, турка нешто што се вели политичко редефинирање на државата, само и само во насока за што подолго да се задржи на власт. Власта е менлива категорија, државата и националните интереси и државните интереси не се. Имате други прашања? Стојковски, да не напуштате идејата за предвремени парламентарни избори, со оглед дека ви инсистирате на работни групи? Одлука за предвремени парламентарни избори може да донесе само мнозинството во парламентот, може да донесе власта. Зоран Заев неколку пати досега, повеќе пати досега покажал дека што и да изусти каква идеја и да даде каков предлог и да даде, понатаму не се задржува на него, тоа е оној познат заевизам, така што и она одлука дека ако нема датум ќе оди на предвремени избори, испадна уште еден заевизам, уште едно негирање на сопственото тврдење на сопствените кажувања. Така што дали ќе има предвремени избори или ќе има редовни избори, во која насока ќе се води државата, тоа е прашањето кое што може да го реши само власта. Тука сме реални, но ќе кажам, ќе повторам, тврдиме дека кога и да има избори, Зоран Заев ќе ја загуби власта. Ви благодарам.